Милица Трпковска, како и останатите лица со посебни потреби, додека пристигнаа на семинарот каде се запознаваа со нивните права, се соочија со безброј препреки и бариери. Пешачките зони, како за неа и за останатите инвалидизирани лица, не се соодветно прилагодени за да поминат. Хотелот во Тетово, каде се одвиваше обуката, како и останатите објекти во градот, немаше соодветни услови за движење на оваа категорија граѓани. Милица вели дека ваквата состојба во Тетово, но и во останатите градови во Македонија е иста откако памти за себе. Има подобрување, но само на хартија и во поглед на бенефициите кои ги добиваат оваа категорија граѓани. Не сум осетила некои подобрувања во пракса во однос, да кажеме, на попристапна инфраструктура, во однос на пристап до социјални услуги да има, во однос на слобода на движење, исто ова што го кажав со консултациите со нас, значи се уште не сме консултирани на системско ниво во сите политики и закони, така да не гледам дека има генерално подобрување.Оздруженијата за лица со посебни потреби велат дека во рамки на законот инвалидизираните лица ги имаат сите права, но во пракса нема услови тие да се спроведат. Од Полиоплус истакна дека Македонија и по 8 години, откако ја потпиша Меѓународната конвенција за права на лицата со хендикеп, не успеа да ја спроведе на дело. Конвенцијата содржи 50 члена, кои пред се поради немање волја не се реализираат на терен. Еве по конкретен пример би дала, слабовидните лица често пати имаат проблем, не може да ги прочитаат соодветните знаци, упатства и така натаму. При тоа ние како чинители дел од општеството, односно Република Македонија преку нејзините институции не обрнуваме внимание на достапноста на информациите. Тука би го напоменала и гестовниот јазик. Често пати дел од настаните и случувањата кои што ги имаме во Република Македонија, едноставно информациите кои што се поврзани со нив не допираат до глувите и наглувите лица од една едноставна причина затоа што немаме превод, односно покриено со гестовниот јазик. Во Тетово само 2 институции имаат пристапни рампи. Во градот нема звучни семафори или соодветни знаци и писмо за лицата со оштетен вид.